Вечерва во екстра ексклузив, екстра таленти. Најстариот член има само 17, а најмладиот 12 години. Тие се храбри дечиња кои театарот го одбрале за свој втор дом. Во време кога аматерските представи стануваат реткост и турбофолкот доживува експанзија, тие ја подготвуваат Антирокерка, представа која дава критика на турбофолкот, шундот и кичот. Кога сме веќе кај талентираните уметници. Имено веќе добро знаете дека од пред известно време им даваме можност на новите таленти неколку минути да се докажат во нашата емисија, кој знае може ќе стигнат многу далеку низ години натаму. Во секој случај очекуваме и вашата сугестија, доколку имате некој талентиран, се разбира во комши, пријател, така натаму, слободно можете да контактирате со нас на нашиот Facebook профил Екстра Ексклузив. Токму со млади талентирани уметници ќе се дружиме во продолжение од аматерскиот театар во Велес. Себе што подготвуваат тие. Се наоѓаме во салата Бели Мугри во Велес, градот на гемиджиите и градот на првиот театар во Македонија. И денес ќе разговараме за театар, но не за оној професионалниот. Ќе видиме што се случува во Велес на полето на аматерската представа. Антирокери во борба против кичот и шундот кои ги трујат младите кај нас. Антитурбофолк, антиглупоста и антирокерка. Наслов на аматерската представа која врзува група на млади и талентирани. Тие се деца кои се трудат да ја разбудат аматерската театарска сцена. Представата која ја подготвуваа 7 месеци им носи учество на повеќе интернационални фестивали, а оттаму се враќаат со награди. Со голем успех и со голема надеж успеавме да влеземе да учествуваме на еден интернационален фестивал кој се одигра во Србија, во Димитровград. И поради нашиот успех, ние успеавме да освоиме 2 награди. Награда за најдобра режија и награда за најдобра колективна игра. Како поминавте во Србија? Ете се пофали Никола дека сте биле. Дали публиката таму ви ја прифати представата, како реагира? Значи, поминавме одлично, представувавме 3-4 дена. Тоа представуваше едно дружење измеѓу нас прво, а после тоа и со деца оттаму. Посетивме училиште, публиката не прифати нормално, супер, и имаше позитивни реакции. Споменавте дека учествувавте на интернационалниот фестивал за драма во Димитровград, Србија. Дали може би планирате учество на други фестивали, дали веќе имате аплицирано? Да, планираме и веќе аплициравме за фестивал во Турција и Истанбул. Тој ќе се одржи некаде во март-април и се надевам дека и таму ќе поминеме одлично. Од турбофолк до опера, од собствени компонирани песни до балет. Различните ситуации од секојдневието ќе ви предизвикаат и солзи и смеа. Надежните млади актери ве водат на интересно патување низ две спротивставени страни на модерното живење. Судирот помеѓу кичот и турбофолк културата на живење и онаа страна во која владаат емоциите и разумот на сцена го представуваат на уникатен начин. Секоја улога им е предизвик. Овие 30 на таленти денес имаат важна цел. Утре да влезат во категорија професионални актери. Секако драмата, односно глумата не избира наши жарнови што сакаме ние да глумиме, но тоа што и да е, ние мораме тоа да го глумиме. Задоволен сум од мојата улога и можам да кажам дека го дава максимумот. Нека им се множат и представите и наградите, за да продолжат да чекорат по патот на успехот. На Канал 5 телевизија. Тие сме Екстра Ексклузив на Канал 5 телевизија.